Во ова издание експлозија во Прага, десетици повредени. Конгресот на одмор, имиграционата реформа во фокусот. Социјалните медиуми и истраги по случаи од висок профил. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. До 40 лица биле повредени во денешната силна експлозија на улицата Дива Делни во Прага. Полицијата затворила цела туристичка област во градот и извршила евакуација на објектите во неа. Причината, според полициски извори, се уште непозната, иако постои сомневање дека се работи за протекување на плин. Властите наведуваат дека можеби се уште има заглавени во зградата каде се случила експлозијата. А од другите вести, новинарите викендов беа гости на председателот Барак Обама. Тоа е традиционален настан секоја година што се одржува во Белата куќа. Ова е средба со ведар дух, многу хумор и забава. Еве како Обама кажа дека сопругата Мишел го инспирирала. Ова работно место има своја тежина и вториот мандат бара нова енергија. Со мојот тим зборувавме за нови работи што може да ни помогнат во тоа и дојдовме до заклучок дека треба да позајмиме од Мишел. Сан Антонио Спрс, по кошаркарски сленг, го збриша некогашниот шампион Лос Анджелес Лейкерс со 4:0 во серијата најдобар од 7 во плейоф надпреварите во западната конференција на NBA. Надпреварот заврши со 103:82, а најпрецизен кај Спрс беше Тони Паркер со 23 поени и 4 асистенции. Вечерва играат Чикаго Булс и Нью Джерси Бруклин. Политичката сцена на Вашингтон ќе биде посмирена неделава. Конгресот е на одмор, а председателот Барак Обама ќе патува во странство. Но ова е и значајна недела. Веднаш ќе ви кажеме зошто, прилог на Мајкл Бауман. Председателот Обама се надеваше дека на патувањето во Мексико ќе може да ги промовира новите закони за контрола на оружјето, што ќе го попречат протекот на американско огнено оружје до озогласените мексикански картели за дрога. Војната за дрога последниве години во Мексико однесе илјадници животи и мексиканскиот председател Енрико Пена Нието вети дека ќе ја продолжи борбата. Нема да ја напуштиме војната против трговијата со луѓе и производството на дрога. Мексиканската влада, мојата влада, ќе продолжи да се бори против овој криминал. Реформата за оружјето застана во Конгресот, но друго прашање исто толку важно за Мексико е актуелно. Имиграционата реформа на САД. Многу од 11 милиони недокументирани имигранти во САД се родени во Мексико. Реформата на американскиот имиграционен систем е приоритет за председателот Обама, како што самиот каже на почетокот на неговиот втор мандат. Нашето патување не е комплетно, додека не најдеме подобар начин да ги прифатиме имигрантите кои во Америка гледаат земја на можности, додека младите студенти, инженери не влезат во нашата работна сила наместо да бидат бркани од државата. Имиграционата реформа би била поздравена од мексиканското раководство и од борците за човекови права, како Андреа Гонзалес. Реалноста е дека мигрантите овде живеат и работат, трошат и плаќаат даноци. Иако Конгресот е на одмор, оваа недела може да се покаже важна за имиграционата реформа, со градење поддршка за легислативата што порано месецов беше представена во Сенатот. Инаку законодавците не се сосема на одмор неделава. Тие треба да се среќаваат со своите гласачи дома и расположението оттаму може да влијае на нивните одлуки, кога ќе се вратат во Вашингтон. Главниот командант на НАТО вели дека е само внимателен оптимист дека афганистанската влада и нивните безбедносни сили ќе бидат во состојба да спречат државата повторно да стане прибежиште за терористи, откако странските сили ќе се повлечат до година. Алпесин известува. Адмиралот Джеймс Ставридис е командант на операциите на НАТО во светот. Многу пати го има посетено Афганистан да даде стратегиски упатства на трупите и командантите од десетици земји и да го следи напредокот. 4 години од оваа перспектива, 11 години инволвираност на западната армија, илјадници жртви и милиарди долари потрошени. Еве што вели за шансите за Афганистан да биде успешна приказна. За сето време на функцијата од лични дилеми, дали ќе успееме, па до денес можам да кажам дека останувам внимателен оптимист.
Тој оптимизам го темели на значајниот напредок на афганистанските безбедносни сили и нивните способности. Пошироко тој вели дека и целото граѓанско општество во Афганистан се менува на подобро. Но Талебан продолжува да напаѓа во неколку делови на земјата. Ставридис сепак вели дека Талебан ќе биде значително ослабен откако ќе замине НАТО. The Taliban narrative throughout this period, throughout this decade. Талибан долго тврдеше дека се бори против странците, но по заминувањето на крајот на 2014-та веќе нема да има странци. Ке се борат против своите браќа, значи тоа нема повеќе да им проаѓа. Многумина стравуваат дека Афганистан може да ја повтори својата историја и да се најде во ситуација како во 1990-тите години. Така по години на војна никој не изразува увереност, туку само надеж и предпазливост. Пред пензионирање по 37 години служба, адмиралот Ставридис вели, со сигурност знае едно нешто. Во 21. век безбедност не се носи со оружје, туку доаѓа со меѓународна соработка и стратегија на комуникација за објавснување и промовирање на демократските вредности. Бостонските бомбашки напади и мултимедиумите. Тоа е темата на следниот прилог на Керолин Пресути, што ќе ни го представи Јане Војаджиевски. Повели, Јане. Двајцата осомничени бомбаши од Бостонскиот маратон беа делумно идентификувани преку масивното преширување на информации и слики низ цел свет. Твитер, Фейсбук, интернет добија кредит за напорот. Која ќе биде улогата на мултимедиумите во идни случаи од висок профил е прашањето што сега се поставува. А одговорот сам се наметнува, зарем не? Во генерална смисла, да, особено што ова сигурно ќе биде школски пример за тоа како истрагата се потпира и многу добива од социјалните врски на обичните граѓани. И во секојдневниот живот, речиси, нема човек овде што не го слушна она, ако видиш нешто сомнително, кажи. Никој веќе тоа не го сваќа како поднеси официјална пријава. Тоа сега е твит, текст или слика од вашиот телефон, инстантно, и ефектот е поголем. Ова е нова ера. Милиони во светот ги видоа сликите моментално. И ова видео од камера на продавница преку улица од завршната линија на маратонот. Фотографиите беа веднаш препратени преку Твитер и споделени на Фейсбук. Таков е светот во кој денес живееме, со моментална достапност, со инволвираност на обичните луѓе. Ова е сериозна ситуација. Ја цениме вашата соработка. И илјадници кои дошле да го видат маратонот испратија што имаат на нивните телефонски камери. Полицијата зумираше на двајца осомничени, браќата Тамерлан и Џохар Царнаеви. Преку страницата на YouTube на Тамерлан е откриена врската со џихад и исламистичка света војна. На крајот, веста не дојде преку печатено соопштение, ниту пресконференција. Јавноста дозна преку порака на Твитер за апсење на Џохар Царнаев, постирана од оделот на бостонската полиција. Пишуваше: фатен, потрагата завршена, теророт заврши, победи правдата. Гласот на Америка дозна преку двонасочно полициско радио на сцената на Вотертаун. Бостонскиот градоначалник седна во полициски автомобил и им се обрати на полицајците. Го имаме, честитам и ви благодарам. Шон Мусенден предава дигитално новинарство на Универзитетот на Мериленд. Тој вели, ова е новото нормално за истрагите. Но исто така е наша сегашност, на времето на модерните медиуми во кои живееме. Публиката е активен учесник во вакви приказни. Утре во Newsflash, Кина ја цементира својата репутација на најважен пазар за автоиндустријата. Гледате во наредната емисија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од Вашингтон. Ви благодарам што бевте со нас вечерва. Пријатна вечер. Ве чекаме овде и утре. It is one of the most photographed sites in Reno,
and that is enough reason to promote the consumption of less energy. The Reno Arch has had a few facelifts since 1929, when the city added the slogan, "The biggest little city in the world." Now, the latest change involves the use of new LED bulbs to light the arch, explains Jason Gittes, Environmental Services Administrator. We're trying to find a way to get the citizens of Reno and the entire country excited about energy efficiency. So we turned to the Reno Arch, which is a national, world-known icon. And actually, it gets more hits than anything else, web hits. When you talk about Reno, it's the Reno Arch. So we wanted